Стадион, емисија за вашата вистина. Локални избори. Слушате Стадион пред вториот круг на локалните избори. Наш гостин Дејан Митевски, кандидат за градоначалник на ВМРО-ДПМН. Како сте, Митевски? Столе благодарам на прашањето, благодарам на поканата, одлични, задоволство ми е што денеска сум заедно со вас. Митевски, без В, од кај сте по потек? Роден и пораснат во Лисиче, а по потекло моите се од Прилепско. Се внимава тоа кај ВМРО-ДПМН? Лисиче важи за бастиони, ако е кандидатот таму, уште подобро, така? Или... За прв пат има од Лисиче кандидат Немало. за градоначалник, немало досега, така што не е правило, туку сосема случајно. Ова ме прашам затоа што сте слушнали и вие таа сејаците го освоија Скопје, кандидати за градоначалници многу има што се по потекло од внатрешноста. Јас немам ништо против тоа, јас сум од внатрешноста, ама аеродром како структура е повеќе населена отколку што има стари Скопјани, така? Или Лисиче е сосема друга приказка? Ете, различна структурата во Лисичи во аеродром, секој од некаде има некакво потекло, меѓутоа има и доста Скопјани, стари Скопјани кои што живеат во нашата општина, 100.000 жители, така да не може да земеме правило. Секој од некаде влече. Аеродром бил аеродром на времето, после војната. Буквално бил физички, аеродром. да, физички, фактички бил аеродром. Таму немало ништо, Да, освен селата нагоре. освен селата. Горно и долно Лисиче, кои што некогаш биле села, денеска се вака прилично уредени инфраструктурно. Вие сте една од најголемите општини, и трета, како ќе му дојде? По последниот Четврта попис. или пета согласно пописот, најголема во Скопје. Колку жители имате? 77.000 по попис. 77.000? Да, а фактички тоа е согласно попис, фактички живеат повеќе 100.000 луѓе во Повеќе аеродром. Имаме многу луѓе кои што живеат во аеродром, меѓутоа немаат променета лични карти или едниот партнер има лична карта во аеродром, другиот нема, така да повеќе 100.000 жители. На последниот попис покачивте нешто или Да, имаше зголемување на последниот попис околу 10.000 жители плюс. тоа влијаеше на советот кај Карпош и кај Кисел вода? Да, се зголеми бројот Не, на немаше советници. промена, бевме во втората најголема група со 27 советници, така и останавме, се задржавме. Се уште сме во таа група. Кој се каже аеродром? Според мене и според тој впечаток што го има јавноста, згради, чиста општина во смисла на тоа дека немате многу индустрија, фактички и немате многу работа, немате многу селски атари, каде што локалната самоуправа најмногу пари троши на тие подземни инфраструктури. Вие треба да правите само паркчиња, да чистите, да ги згрижите куќињата. Точно ли е тоа? Не беше така во аеродром пред 10 на 15 години, многу се вложи во инфраструктура, меѓутоа денеска аеродром, па онаа подземна инфраструктура е комплетно поставена секаде. Буквално целата територија на општината е опфатена со канализациона мрежа, со водоводи, со 99% можам да кажам асфалт. Онаму каде што имаме проширување, па теком работиме да обезбедиме инфраструктура, меѓутоа ние жители кои што живееле во населените места генерално се покриени со таква инфраструктура, но тоа не значи дека нема работа. Вие важевте за најурбана средина, најурбанизирана, најсредена. И се уште важи. Меѓутоа, последните 20 на години има дисторзија има. Еден дел од аеродром кој што за жал малце се претера со градење. Тоа е делот на стар аеродром и Мичурин, каде што вештачки се Имаше направи. протести на времето, имаше, да. Вештачки се направи една хаотична ситуација каде што се дозволи изградба на премногу згради, а без при тоа да се внимава на она неопходна инфраструктура. Кога зборам за инфраструктура, не мислам само на улици, водоводи, канализации, туку и училишта, и градинки, и игралишта, и паркови. Се е тоа неопходна инфраструктура кога се креира нова населба. Буквално во стар аеродром се направи нова населба, каде што тоа старите војни бараки кои што беа приземји еден кат и живеа многу мал број на луѓе, се направија 10 катници каде што има повеќе од 15-20 жители во тој дел на општината. Вашиот став кој е? Треба ниски така, пониски градби или треба да се оди во висина со тоа што ако се оди во висина се остава повеќе простор за уредување, за граѓани, за паркови, за паркинзи? Не може генерално да земеме за сите локации, има локации каде што неопходно е да се направи во висина, има локации кои што треба се задржат онака како што се. Пример, во делот на Лисиче, јас сум најмногу за да се задржи оној концепт кој што го имаме во моментов, а тоа е
ниски, односно индивидуални куќи, приземни, мини зградички со 2 ката, 3 ката и до тука да не се проширува, зашто постоечката инфраструктура не го дозволува тоа. Имаме делови во аеродром како што е делот покрај трета македонска бригада, пример десната страна, каде што има можност за поголем развој од аспект на објекти каде што живеат и луѓе во едни супуслови, нехумани услови кои што не може да си дозволат да направат подобри услови и неопходно е да се развива тој дел, така што не може генерално да кажеме или високи згради или ниски куќи. Джеваир се кај вас, така? Джеваир се кај нас, да. И како е искуството? Во Джеваир живеат повеќе од 5000 луѓе. 5000. Да. Таму има 1400 стана во сите 4 кули. По просек некаде од прилика 3,5 луѓе во стан, тоа се скоро 5000 луѓе и генерално како комплекс не функционира лошо. Меѓутоа, тие 5000 луѓе дали ќе бидат во 4 кули или ќе бидат во 30 згради, де факто бараат, односно имаат потреби од развојна инфраструктура. Да, па и трговски центар се направи таму. Трговски центар, да, меѓутоа нема тие луѓе градинка во близина. Немаат училиште во близина. Се наплатиле комунали, се изградиле објектите, а општинава не го пратила тој развој соодветно во годините уназад, не направила ни градинка, ни училиште. Сега не може, ние буквално еден нов град имаме направено во Джеваир, тој град мора да функционира. Урбанистички кога се планира, нели се планираат и тие објекти? Урбанистички се планираат, Затоа што Джеваир е колку 15 на години. Урбанистички вината се пак планираат. на локалната самоуправа, зошто тоа до сега не е Урбанистички се планираат, меѓутоа проблем е подоцна во реализацијата. Затоа цел овој мандат 4 години и мојот претходни тимче и јас го намаливме во многу градењето на нови згради. Статистички, согласно Завод за статистика, имаме повеќе од 80% намалување на бројот на издадени одобренија споредбено само со претходниот мандат. Ако споредуваме со други претходни мандати, и многу повеќе ќе испадне. Не знам дали е тоа комплимент, кочите градење, можеби заради... Не го кочиме градењето, туку не создаваме нови хаотични места низ општината. Повеќе посветивме на развој на инфраструктурата, градиме и школа, и градинка, и спортска сала. Тоа е нешто што им треба на луѓето, иако е товар тоа за општината, товар на кој начин општината прибира помалку пари. Главен извор на финансирање знаеме дека на општините е комуналиите од изградба на згради. Тоа е еден товар кој што си го преземавме, да го намалиме бројот на нови згради, за да направиме еден пресек. Мораше се направи, пошто аеродром се презагуши со изградба на нови згради, да се посветиме на развој на ваква пропратна инфраструктура која стана неопходна. Ја дојдовме во ризик да нема место за дечиња во училиште да се запишат. Да, аеродром важи за помлада населба, точно не е тоа. Структурата на населението. Генерално населба каде што живеат многу млади луѓе, каде што имаме млади брачни парови, имаме многу дечиња и во училиште и во градинка, повеќе од 11.000 дечиња имаме згрижено во образовен процес во градинка и во училиште. И пак има листи на чекање. Во градинка, да, во градинка на почеток на мандатот која преземавме пред 4 години имаше некаде листа на чекање од прилика од околу 800 дечиња. Денеска сме сведени на листа на чекање од 350 до 400 дечиња, пошто е променлива категорија, не е нешто што е еднаш за секогаш. Градиме една нова градинка, во завршна фаза сме, мислам дека на почетокот на наредна година ќе ја пуштиме со капацитет од 200 дечиња и во делот на аеродром ќе ја симнеме на 0 листата на чекање. Во делот на Ново Лисиче и Лисиче веќе потпишавме договор за уште една нова детска градинка со Министерство за социјална политика. Се очекува тендерирање и таа готова ќе почне со капацитет за 400 дечиња и мислам дека ќе го решиме во краток период овој проблем со листи на чекање. По број на жители треба да сте една од најбогатите општини во Скопје или немате индустрија. Каква е структурата на за жал економскиот аспект, каков е на повеќе администрација, административна населба или имате фабрики, имате погони? Општините не се финансираат од бројот на жители, туку од други приходи. Генерално како општина немаме индустрија или она што имаме многу мала индустрија. Постои Раде Кончар во делот на трета македонска бригада, некои мали погодини на Житолукс и на Алкалоид, како компании кои што функционираат во тој дел.
и една мини индустријска зона која што полека се развива помеѓу Горно и Долно Лисиче, каде што има повеќе помали погони, меѓутоа тоа се погони кои што не функционираат на ниво како големи фабрики. Како општина немаме Што можете индустрија, спонзори да најдете ако треба. и генерално како општина и населението е повеќе во други дејности кои што се надвор од индустријата. Администрација, услужни дејности. Да, генерално да. Во поглед на тој економски развој, нема да инсистирате на индустрија, повеќе на услуги, каков е концептот? Ете, она што го имаме и во програма предвидено е да ја развиеме дополнително индустријската зона помеѓу Горно и Долно Лисиче, меѓутоа со лесна незагадувачки индустрија и со помали производни капацитети, зашто морам да кажам дека има доста интерес и тука ќе биде развојот на индустрија во аеродром. Аеродром нема простор за големи фабрики, аеродром нема простор за загадувачи, така што мислам дека треба да го задржиме концептот на аеродром да биде место за живење. Спалната на Скопје, така ли? Да, дефинитивно. И така и треба да остане. Така да остане. Да. Колку празни станови има? Или не? Во центар, според тоа што го кажа кандидатот за градоначалник Герасимовски, многу е голема бројката, може би 20-30 Во Македонија, знаете, според пописот над 300 Да. Сигурно најголем дел се во Скопје. Зависи во кој дел. Во делот на Ново Лисиче, Јане Сандански остров, 13 ноември, немаме празни станови. Празни станови имаме во делот на стар аеродром, онаму каде што се направи голема експанзија на изградба на нови згради. Во делот на стар аеродром можам да кажам слободно дека од прилика околу 30% од становите се празни, да. И па вашата партија на власт инсистирате како да се активираат тие, дали дополнително да се оданочат или да се мотивираат да ги активираат како сместувачки капацитети за туризам, за тие работи. Изминатите години граѓаните видеа една сигурност во купувањето на станови и наместо да инвестираат во нешто што ќе придонесе развој, поради целата несигурност која што имавме во општество, најмногу инвестира во недвижен имот, односно во купување на станови. Сметам дека треба да градиме една стратегија каде што ќе ги мотивираме граѓаните да инвестираат во други области наместо во купување на станови. Зашто таа инвестиција е еднократна, да, граѓаните нема да ја загубат инвестицијата и тој стан и ќе вреди, а како гледам и се зголемува вредноста со тек на времето, меѓутоа економски постојат други подобри начини каде што може да се оплодат средствата кои што ги имаат граѓаните и да добијат поголема заработувачка, односно маржа. И мислам дека треба да градиме на таква стратегија да ги насочиме кон инвестирање во продуктивни работи кои што може да донесат поголем приход. Атрактивна е за живење аеродром, има побарувачка за станови. Аеродром, цените на становите ја следат динамиката на центар, таа висина или поевтини се? Малце се поевтини цените на становите, меѓутоа дефинитивно има голема побарувачка. Огромна побарувачка и скоро и да нема слободен стан за продавање во аеродром. Стигна цената над 2.500 евра. Искрено точно не знам колку, мислам дека е нешто под таа цена, меѓутоа секако е висока и секако го прати трендот на зголемување на цените. Стартната позиција во центар и во аеродром не беше иста. Делот на центар секогаш биле повисоки цените, иако за мене не е јасно зашто. Меѓутоа она покачување на цените го прати трендот и во аеродром. Инфраструктурно, од аспект на јавен сообраќај, па и на автомобили, побрзо се стигнува од аеродром до центар или од Ѓорче до центар? Зависи во кој дел на денот. Зависи во кој дел на денот, да. Има големи пикови. Наутро во периодот помеѓу 7 и 8 часот има гужва по булеварите особено. И неопходно е издишување, односно уште најмалку еден излез, кој што се надевам дека ќе биде забрзо направен, делот кај изгет. До кај се таму тие експроприациони? Таму остана уште малку објекти кои што треба се експроприираат, за жал се заглавени процедурите, меѓутоа верувам дека ќе биде еден од приоритетите на идниот градоначалник на Скопје да направи уште еден излез од аеродром или влез во аеродром, зависи во кој дел на денот, пак ќе речам. Тој мост плюс уште некој мост ќе се прави? Тој мост во најскоро време да се стави во функција со пробивање на булеварот Аслом кон делот на Изгет. Тоа ќе биде поврзување со Газибаба
и со центар, а уште еден мост кај булеварот Февруарски поход. Се планира? Да, се планира. Ќе се отпочне со проектирање, тоа е продолжување од последна петка преку Вардариште кон Гази Баба и излез од Скопје. За сите оние кои што функционираат во тој дел од градот или имаат потреба кон претежно индустријските капацитети на Скопје да движат, а движат многу луѓе пошто работат таму, да може да полесно стигат. Потребни се реорганизации на автобуските линии, нови, имате 5-ка, 15-ка, или се потребни нови автобуси, бас трапит, затоа што во сите тие планови, а и железница, и аеродром е дел. Она што е неопходно најбрзо е нови автобуси и нормален возен ред. Граѓаниве да добијат сигурност дека автобусот ќе го почитува возниот ред, дека ќе има доволно автобуси и можат точно на време да се превезат до работа, до болница, до пазар, до било каде онаму каде што имаат потреба граѓаните, и мислам дека тоа треба да биде еден од приоритетите на градот Скопје. Нови, ефикасни, точни автобуси кои што ќе ги услужат граѓаните, и дефинитивно има потреба од реорганизација на автобуските линии, зашто со текот на годините овие автобуски линии постојат од јас од кога памтам. Јас од кога сум бил дете се истите автобуски линии. Потребите се променети. Ние немаме автобуска линија, пример во Стар Аеродром, ниту еден автобус не оди. А кај треба? Тие треба да излезат на булевар Јане Сандански, сите, а таму живеат 20.000 луѓе. Се направиле со текот на годиниве нови населби во Скопје. А јас па не го следи тоа. Апсолутно не. Апсолутно не. И треба дефинитивно се реорганизира јавниот превоз. Кажавте што имате? Имате ли спестувачки капацитети? Имате хотели? Што има аеродром, што нема другите, и што нема аеродром, што има другите? А генерално како општина која што ја нарекуваме спалната соба на Скопје, ги има сите неопходни услови за да може луѓето да живеат тука. Јас како, не само како градоначелник, туку како жител на аеродром, има периоди каде што може би по месец дена да не излезам од аеродром, зашто буквално сите потреби кои што ги имаме се задоволени во аеродром за нормално живење, за функционирање. Генерално една спортска општина која што многу посветува на развој на спортот, многу млади луѓе кои што живеат тука. Единствено нешто што фали, што недостасува во аеродром е простор за култура, односно кино, театар. Немате театар, нема кино, нема театар, нема дом на култура. За жал со делењето на кисела вода, а остана таму. Сите оние објекти кои што биле за потребите на таа општина биле развиени во денеска на територија на кисела вода, како општина аеродром. МКЦ кај спаѓа? Не аеродром? Не. Значи... МКЦ спаѓа во центар. Аеродром нема дом на култура, кино, театар, и ќе правиме сега еден, за многу скоро ќе почнеме. Тендериравме, склучивме договор, поради изборите не сме почнати со градежни активности, ќе направиме за прв пат во аеродром еден таков мултимедијален центар кој што ќе може да се користи и за театарски представи, и за кино, и за музички настапи, за буквално за сите генерации простор. Тоа е нешто што му фали на аеродром. Значи култура му фали. Со базени, имате отворен базен? Базен имаме отворен. Не затворен, покријан, дали ќе правите? Го немаме ставено во програма, го преговараме. Малце тешко да се менаџира. Против кандидатот има покријан базен. И треба да кажеме реални ветувања. Се ветува покријан базен во аеродром 30 години. Општината многу тешко може да го менаџира и да го одржи покриен базен. Трошок огромен трошок. Куманово направи ЦИСПА, Максо, работи тој сега. Огромен трошок. Споредбено со другите општини надвор од Скопје, како општина мораме да кажеме и да знаат и слушателите и гледачите дека ние сме на 40% од приходите кои што ги имаат општини надвор од Скопје. На 60%. Ова не го разбирам. На 60% аеродром со приходи. 70.000 да има помалку од Штип кој што има 40. Да, дефинитивно, зашто Штип ги прибира сите 100% приходи од данок на имот, од комунали, од ДДВ, од персонален данок. Аеродром добива само 40. Не само аеродром, и центар, и 6% во 60% завршуваат во градот Скопје. Таков е системот направен на менаџирање на па се расправате со Данела, сега со Орци или со Амар. Имаше расправи за тоа, исплаќа редовно или себишни се?
Враќаат ли, во што вложуваат они? И треба да вложува градот Скопје во развој на примарна инфраструктура или во однос на потребите кои што ги имаат граѓаните. Морам да кажам дека во изминативе 4 години наплатата на данок на имот е сведена на половина. Во аеродром? Па во аеродром е сведена на половина, зашто градот Скопје не презема никакви мерки за наплата Чекайте, на но данок. тоа е и ваша обврска, ваша вина да го евидентирате. Не наплаќаме. Не наплаќаме. Решението кој ги испраќа градот Скопје? Градот Скопје, да. А вие треба да инсистирате Притискаме, досаѓаме, се јавуваме, звониме, праќаме писма. Меѓутоа знаете ситуацијата голем процент на со Данило. имот таму не е покриен со Така е, решение за плаќање на... не се следи изградбата на нови згради. Голем дел од становите добивам и поплаќи од граѓаните, не ни стига решение за данок за имот. Подат, луѓето се Они сами малтретираат. инсистираат. Луѓето се малтретираат. Имаме честни луѓе во аеродром. И генерално такво е населението. Па сами одат, праќи ги во град Скопје, праќи ги по институции, по шалтери, ги малтретираме луѓето за нешто што треба да биде неоставна работа која што треба некој да се заврши. Тоа на ниво Скопје слушнав една бројка може би до 40 милиони евра годишно плюс пари ако се покријат сите стамбени имотни единици со данок. Во аеродром колку би било тоа? Па сега точно во аеродром повеќе од 5 милиони евра. Годишно? Не, во текот на еден мандат, зборам. Да. Може би сериозни пари. Да. Колку е буџетот на аеродром? Рековте помалку од ти под титула има. Со дотации за плати за основно образование некаде отприлика околу 18 милиони евра. Меѓутоа тоа се оперативен колку? Оперативен буџет не повеќе од 3 милиони евра. 3 милиони евра? Да. Мислам дека е многу малку тоа. Да, толку е реално толку. Види, ние немаме комунални предпријатија под нас. Ние не наплаќаме услуга за вода, ние не наплаќаме услуга за ѓубретарина, не наплаќаме услуга за паркинг. Се е тоа во градот Скопје. И тоа се 100% приходи таму. А што не си направите вие како подцентар и вие? За жал законот за град Скопје не дозволува и комплетните надлежности на сообраќајот ги има градот Скопје. Значи треба да инсистирате да бидете поактивен во поглед на тоа што го прави министерот за локална самоуправа сега, измени на законот за локална самоуправа или еве нека биде тоа горените реформи кои што ќе опфатат и финансирањето и законот за град Скопје де факто ги има утврдено надлежностите на општините во рамки на градот Скопје и градот Скопје, кој што е двотретински закон кој што се носи со бадентери и малце тежок за менување, али дефинитивно треба да размислуваме во таа насока и да не ни биде страв да го отвориме тој закон, зашто се соочуваме со проблеми кои што се однесуваат на нормалното секојдневно функционирање. А што ќе направите со 3 милиони вие? Тоа е програмата го лажете народот и со тие пари не можете ништо да направите. Апсолутно не. Ние во програмата имаме ставено проекти кои што веќе се буџетирани. Добивме огромна поддршка од владата преку средствата од јавниот повик кој што беше за општините. Да, добивме некаде од прилика 14,5 милиони евра поддршка. Во две транши, едната транша скоро 5 милиони евра, другата околу 9,5 милиони евра. Изработивме проекти, ги тендериравме, буџетирани се и дел се во фаза на реализација, дел се реализирани, а дел поголемиот дел треба да отпочнеме со реализација. Така што тоа ние морам да кажеме една сериозна поддршка за нас како општини. Ви го кажувам, буџетов во моментов, зборам за оперативниот буџет е многу намален заради тоа што немаме приход од комунали. Ви кажав дека за 80% се намалени изградбата. Тоа беше еден голем проблем, страшен проблем беше. Сериозен проблем беше во аеродром изградбата на нови згради. Луѓето најмногу реагираа изминатите години на токму на тоа. Сечат дрва, се уништуваа паркови. Сериозни проблеми имаше со изградба на нови згради. Буквално неконтролирано се градеше. Ова велите имаме сериозна поддршка од владата и оди во насока на тоа дека тоа што се користи во кампањата, гласајте за кандидати на власта, затоа што тоа и на ниво на Скопје е така, затоа што власта ќе помага на општините ако кандидатите бидат од незините редови. За мене тоа нич не е демократски. Се покажа дека не е така. И не го користиме тоа во кампања. Не треба да биде така, затоа што тогаш зошто ни се чумуни се локални избори, владата нека стави владени повереници и нека врши. Центар доби исто поддршка како аеродром.
од проектите овие што се. Центар не е дел. Не треба да биде така, тоа сакам. Затоа кажам, владава покажа дека интересот е да ги поддржи сите општини. За разлика од претходно кога имавме поддршка за општини кои што беа задолжени, па влада ги раздолжуваше. А со времето на заебеш тоа. И се стимулира уште да бидат уште помалку совесни да си го собираат данокот. Општини што не наплатиле нула данок беа раздолжувани од владата. А општини како аеродром кај што живеат 100.000 луѓе добија нула поддршка. Тоа беше селективно. Чекајте, тоа со данокот е критериум сега, ако не го собереш данокот нема да добиеш ништо. Не, критериумот е бројот на жители кои што ги има општината. Нема, тоа би требало да биде, да ве направи поодговорни. Сега кај вас е покомплицирана ситуацијата затоа што со град Скопје одговорноста на градоначалникот е ако не го собере данокот нема да реализира проекти. Зашто и тоа се приходи на општината, кои што значат идни проекти. Да, рековте не го користиме веќе тоа, не се користи, тоа имаш изјава од Мицковски дека ако победи нашиот кандидат ќе го чистиме Скопје за 72 часа. Премиерот треба да инсистира било кој да е градоначалник да се случи тоа. Премиерот го знае планот на градоначалник, односно кандидатот за градоначалник, идниот се надевам градоначалник на Скопје, зашто е заеднички дискутиран. Премиерот не го знае кој е планот на другиот кандидат. Од тој аспект го кажа дека ќе го чистиме и навистина ќе го чистиме. За ѓубрево дефинитивно ни треба поддршка од град Скопје. Вие имате камиони или ангажирате? Ангажираме. Рековте немате комунални предпријатија, некои општини има? Ангажираме и камиони на тендер и општествено одговорни компании кои што се понудија да соработуваат во овој период во чистење на ѓубрето. Помош поборав и добив од соседни скопски општини, како што се Илинден, Петровец, Зелениково, Сопиште, кои што излегува во пресред. Тие се општини кои што функционираат надвор од системов на град Скопје, не се во делот на град Скопје, има своји комунални предпријатија и тие подобро функционираат од нас општини во градот Скопје. Кај вас со дивоградбите како стои? Ако не се гради, нема дивоградби. Или да дивоградат ако не им давате легално да градат? Не, генерално како општини имаме нула или минимален проблем со дивоградби и граѓаните се совесни. Се е легализирано или? И граѓаните се совесни. Има предмети кои што се во постапка за легализација, меѓутоа немаме нови дивоградби. Предмети, односно објекти кои што били изградени пред влегување во сила на законот 2011, мислам дека беше. Митевски, нели е срамота, да не речем греота, вие сте една од ретките општини што немате општинска куќа. Милион години се зборува за тоа, никако да... Муцунски беше пред вас, Марин, кој беше Конески, уште сте под кирија. Да, под кирија сме. Според македонскиот менталитет, ако си под кирија, ти не си домаќин. Не би се согласил. Под кирија сме несрекни, меѓутоа да, точно, никој не обрнал внимание, никој не посветил внимание изминативе години, 20 години општинава функционира да обезбеди општинска зграда. Веќе имаме неколку планови каде што ќе се обидеме да со минимален трошок да обезбедиме наша општинска зграда. Во преговори сме со неколку институции кои што имаат објекти на територија на општина Аеродром и има една идеја за реализација на еден проект каде што постои голема веројатност да обезбедиме простори ние како општина заеднички партнерски да влеземе во изградба на објектот, меѓутоа додека не се дефинираат комплетно работите, не би сакал да зборувам, меѓутоа работиме и на тоа поле. За жал 20 години не било посветено внимание воопшто на обезбедување на општинска зграда и сме можеби една од ретките општини кои што во Македонија немаат своја општинска зграда. Во времето на претходното владење да ВМРО допомне, кога се правеше Скопје 2014, аеродром нема Скопје 2014, главен критериум, односно главен адут во објаснувањето на причините за трошење, инвестирање на тие пари беше да се изградат сопствени наши згради за да државните институции не бидат под кирија. Заради тоа ве прашав и јас. Така, точно. И никој не колку пари се одлеваат? Па некаде од прилика 4 до 4,5 евра по метар квадратен ни е киријата, месечно околу 500 до 550 илјади денари. Митевски, велат многу е лесно да бидеш градоначалник во аеродром. Се е средено. За разлика од градоначалник на Гази Баба, градоначалник на Ѓорче Петров. Кај вас, уште од комунизмот, нацртано е, средено е, нова населба.
Па во посткомунизмот малце повеќе сме се развиле со нови згради. Зборувате за тој дел кај... Зошто тогаш таков впечаток се форсира изминатата година-две, сега кулминираше, особено од вашиот против кандидат, дека многу неуспешно се менаџирала општината Аеродром, почнувајќи од Муцунски кој што си замина, и тоа заминувањето го проблематизираат. Имавме таков пример и во Штип, градоначалникот стана министер. Демек, бегање. А после тоа доаѓа Митевски, Митевски треба да го носи тој товар. Во Штип изгуби тогаш тој што го наследи Бочварски. Вие не победивте во првиот круг, ви сте единствената општина во Скопје, заедно со град Скопје, кој што не победија во прв круг, што за ВМРО-ДПМН, за оваа еуфорија е значителен неуспех. Вториот круг... Не би се согласил дека е неуспех, имаме апсолутно мнозинство во Советот кој што го обезбедивме, со тоа што го зголемивме бројот на советници од претходниот мандат. За многу малце нестрекне, за околу 200 гласа не поминавме во првиот круг, меѓутоа имаме една огромна предност и најголема предност во Скопје пред второпласираниот кандидат, повеќе од 9.500 гласа разлика, која што значи дека граѓаните препознаа кој сака да ги води наредните 4 години и тоа е, мислам дека несомнено. Очекувам дека ќе имаме уште поубедлива победа во вториот круг во Аеродром, зашто такво е расположението кај граѓаните, кое што го покажа во првиот круг на изборите. 16.500 гласа добивме ние како ВМРО-ДПМН со 6.700-800 гласа второпласираниот, што мислам дека не остава простор за дилема во однос на вториот круг, меѓутоа е многу битно граѓаните да излезат повторно на избори масовно, да го дадат својот глас, да не останат дома. 50%, 49 запирка нешто, скоро 50%. Кај тој впечаток е Аеродром ништо не се работи, или таму е пописмена, помлада, поенергична. Во Аеродром во исто време во моментов градиме школа, градинка, спортска сала. Никогаш претходно 20 години не се случило. Реконструираме повеќе од 15 улици. Во ист период зборам, во исто време. И гледат граѓаните, и затоа и го препознаваат таа. Гледаат дека се работи на вистина. Проблемот кој што го имаме, како што е загадувањето, како што е ѓубрето. Можеби не сте доволно транспарентни, доволно не се директни проблеми кои што се во надлежност на општината. За жал, поради ситуацијава која што имаме со градот Скопје, ни се случува ова што ни се случува и затоа почнеме сами да го менаџираме и отпадат и сите останати работи. Меѓутоа морам да кажам дека не кошта парите. Ние дневно према Дрисла вчера однесовме 150 тони отпад, тоа значи дека треба да платиме 15.000 евра. 15.000 евра? Да. Завчера однесовме 120 тони, 12.000 евра. Да, со кантарна белешка. И се тоа се само према Дрисла. Кај се механизација, работници, камиони, перење. Дневно кошта една акција повеќе од 50.000 евра. Ние 10 дена со ваква акција ќе потрошиме пола милион евра, место да направиме на игралиште, на градинка, ние ги потрошиме на ѓубре. На ѓубре каде што парите ги зема комунална хигиена. Комунална хигиена во ниеден момент не излезе и да каже дека граѓаните нема да плаќаат према нас. А една идеја да им пуштите фактури после за ова од Дрисла тие. Им пуштив, имам изречено сега 3 мандатни казни по 80.000 евра на комунална хигиена, согласно закон за животна средина, кои што не ги плаќаат заради загрозување на животна средина. Поднесов кривична пријава против комунална хигиена по која што постапува и обвинителство и мовара денес. Дека не се ги извршува. Да, апсолутно. Не само што не се ги извршува, туку ја загрозува животната средина и здравјето на луѓето. Па имаше во Капиште Старец касна, там не дај Боже и на други места може да се појави. Тоа е реалност, тоа сите експерти го укажуваат. И не треба да молчиме, треба да кажеме дека одговорниот има име и презиме. Митевски, вие сте магистар по административно право. Тука треба малку повеќе да се вложите. Имате превработеност. Зошто не ставите во програмата? Ветувам дека наместо колку сега 70% од буџетот оди на плати, ќе оди 20%. Не мора да викате ке бркам од работа. Општина Аеродром е една од општините во Скопје што има најмалку вработени. Чисто знаете. Што значи тоа? 100 луѓе има вработено во општина Аеродром. Споредбено немам представа за 100 луѓе.
Општини имаат по 150, по 200, по 250 луѓе вработени. И во внатрешноста На 100.000 луѓе ние имаме 100 луѓе вработени. Толку администрацијата на општина Аеродром. Во изминатава година, од кога дојдов, за прв пат има во општина Аеродром намалување на бројот на вработени. Бегат, не сакаат, не може да најдете работници. Или се најда друго место во други институции, или поради пензионирање престана, меѓутоа сметам дека имаме доволно вработени со кои што можеме да ги менаџираме сите процеси. Повторно ќе кажам, на 100.000 луѓе 100 вработени не се премногу. И не би се согласил дека имаме превработеност во општината. Ако освоите мандат, ќе градите шпански скали во аеродром? Не, ќе градиме кино, театар, училишта, градинки. Тоа е завршена работа со шпански скали. Да, завршена работа. Таа епизода. Како правник, не бевте свесен дека може такво нешто да се случи или тоа е политика, ќе речете? Е апсолутно политика. Зашто заврши со прва силно ослободителна пресуда. Сериозни беа обвинувањата. Да, беа монтирани политички, дефинитивно. Аха. Затоа и така заврши како што заврши. Кој е Дејан Митевски? Пред да стане ВД градоначелник на аеродром. Неколку реченици за тоа, за да може комплетно да го заокружиме овој. Роден и пораснат во аеродром. Целиот живот сум го поминал тука. Семејството, фамилијата ми се исто така во аеродром. Човек кој што си го сака аеродром, кој што сака да остане да продолжи да живее во аеродром. Дипломиран правник, магистар по правни науки, повеќе од 20 години работно искуство, што во администрација, што приватно. Дел во Министерство за транспорт и врски, дел во општина Газибаба, дел со адвокатура во еден Како во период. Газибаба сте работеле од аеродром? Во еден период од прилика околу 4,5 години во адвокатска канцеларија, така што имате положеното. Со правосуден испит, да. Нели е подобро да си бидете адвокат на општината отколку да бидете градоначелник? Нема адвокат општина, веќе се обидувам. Нема ли? Да. Има ангажиран аутсорсинг како се си. обидувам, да. Не, ангажираме само за неопходно за судски постапки, каде што мораме да имаме застапник, дипломиран правник со адвокатска лиценца, иначе немаме трошоци, сме можеби една од општините кои што имаат најмали трошоци за адвокатски услуги. Митевски, се зборува дека иако со СДСМ се напаѓате, главна цел би било Левица да не ја влезе во втор круг. Кандидатот. Колку беше? Левица не влезе во втор круг. Па зашто стварите? Левица не влезе во втор круг. Главна цел нас не беше победа уште во првиот круг, која што за малку, за пола процент не ја добивме, така што целта не беше да ги поразиме, ги поразивме силно и СДСМ и Левица. За докторот Тријановски добар избор кандидат е. Доктор е пред се. Луѓето со докторите имаат поеднаков однос. И вие јас сум бил во ситуација која сум интервјуирал луѓе од различни политички опции, едниот е доктор, другиот е политичар, класичен на пример, или влезен во политиката, нема врска со лекарската професија. И тој што не е доктор бил пациент кај докторот кандидат. И непријатно, непријатно. За среќа сум немал потреба за да бидам пациент се уште, можеби еден ден ка станам. Има посебен однос сите имаме кон докторите. За докторот како доктор. Пред дебата или после дебата го прашувате ли за некој? За доктор како доктор немам лошо мислење, напротив мислам дека е одличен доктор, меѓутоа за политичар дефинитивно не е, зашто она што го работат докторите како доктори е многу различно од водењето на една општина. Општина е институција каде што треба да се засукаат ракавите да се влезе буквално во калта. Добро, видите, ја не согласувам со тоа, да, треба, ама да се сведе градоначалникот на ниво на хаус мајстор, понижувачки не е достоинствено за градоначалничката функција. Треба малку повеќе визија, поглед во еднината. Која е визијата за аеродром после 4 години, со тоа да завршим? Чиста зелена општина која што ќе ги задоволи сите потреби на граѓаните. И инфраструктурно, и сообраќајно, и културно, буквално од секој аспект. Дејан Митевски, кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Аеродром. Благодарам на поканата и задоволство ми беше. Стадион. Емисија за вашата вистина. Слушате Стадион, пред вториот круг наш гостин е кандидатот за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Аеродром, доктор Александра Тријановски. Докторе, доаѓате од
операција, овој ќе биде пословен така разговор. Да. Интересно е да ве прашам, што му недостасува каков доктор, каква профилакса на Скопје или поточно на аеродром? Му треба ортопед, му фалат тие коски, инфраструктурни, неврохирург, психијатар, еве со ѓубрето. Столе. Многу дисциплини му фалат на Скопје Многу како дисциплини. доктори. Да, од токсиколог, да спречува цела токсиколошко загадување што го имаме, му фали ортопед, да, за да ги исправи сите неправилности што се во Скопје. Апсолутно му фали прецизност, му фали неврохирург, да. Така да мислам дека му фали една мала клиника. Мала клиника. Дефинитивно. Мала ќе помогне. Скопје не било никогаш полошо, реално. Скопје не го знаеме никогаш позагадено, понечисто. Това се депонија, ова се зарази, ова е рамно на еколошка катастрофа. И реално не заслужува народов да живее во вакви услови. На крај крајава сите имаме со право загарантирано и воздух и кажи го и ѓубре, плаќаме комунални додатоци и све за да се чисти. Гледате како ова се пресликува во сите општини. Не е само Скопје. Скопје го составуваат општините. Видете во аеродром што се случува. Последните 3-4 дена се растрчани камиони. Објасни ми го тоа. така. Имате ли одговор? Вие стрекавате секој ден со граѓаните. Мене ми е чудно малку. За кој е виновен за ова? Одеднаш се појави, експлодираше ѓубре до контейнери, празни контейнери, па ѓубре до контейнери. Дали е Дуи виновен, директорот што денеска го апсеа? Да, гледам. Дали е ВМРО да помогне за да направи ситуација во која што они ќе бидат фраери? Што се случува? Столе, ако на грбот на граѓаните се прави све ова, за да утре кажеме дека сме ви изчистиле градот, тоа е, мислам, за секој осуда. Јас мислам дека овде кривици имаат сите. Буквално сите чинители, кои се и во град Скопје, и во локална самоуправа, сите буквално чинители имаат кривица за ова, затоа што некој ќе каже да, ме блокира град Скопје, не ми дава средства, некој град Скопје вика ме блокира, кажи го, советот, ама сепак тие директори се избрани од град Скопје. Советот е тука за да биде да работи за граѓаните, не е советот тука да блокира. Така да мислам дека има поголем број каде што треба луѓе да се спери прстот и реално по завршување на овој цел циркус треба некој да одговара. Видете аеродром како аеродром, видете дека последните неколку дена се растрча камиони од вамо, од таму, носат од внатрешност, им помагаат. Сега е пред избори, актуелно овој, ја мислам дека кога ќе завршат изборите, све тоа ќе спласне. Ама, кој ќе ја плати цената за све ова што се случувало до сега? Затоа што, видите, глодари имаме полици. Глувци имаме полици, 21 век, глувци имаме полици, каснуваат деца, тие глувци знаеме како се размножуваат, тоа е наезда ќе биде, тоа ќе треба дератизација, ќе треба све да се исчисти темелно, за тоа треба време. Не е тоа само сега, ние ќе дојдеме за 72 часа ќе го исчистиме. Дај Боже да го исчисти некој Скопје за 72 Скопје, огромен град. Трајановски ако дојде за колку часа ќе го исчисти аеродром? Ја можам да ветам само дека ќе пристапам многу сериозно на проблемот. Реално да, ќе побарам помош од сите други градови, како што го прават и сега, ама тоа ќе биде начин на работа додека не се стабилизира град Скопје. Факт е дека на нашето комунално предпријатие што е во општината му фалат и ресурси, фалат и механизација, фалат и работници, ама некој за тоа требало да се грижи 4 години. А не да се грижи сега кога дојде крајот, тука на 3-4 месеци пред ова да се грижиме, што ќе правиме со отпадот, како ќе го селектираме, како ќе го носиме. Видете, мислам дека е несериозно. И сега на крај, знаете кој највише ќе испашта граѓаните. Граѓаните ќе бидат најзагрозени од све ова. А мене не ми јасно затоа што и тие кандидати за градоначалници и градоначалници, тие се граѓани на Да, и они го дишат. И они го дишат истиот воздух, и они ѓубрето исто го фрлаат. Така да веќе ако тргате, трнете од себе, бе, човек. Трнете од себе, за себе направите нешто. Прво па и после ќе речеме ќе правиме за други, бе, така? Така да, мислам дека на аеродром му фали едно темелно чистење од буквално, мислам дека сите ресурси треба да се насочат таму, да се пренаменат ресурси ако треба, ако фалат, за да се исчисти, пошто тоа е основата
Основата хигиената е основа за сите болести понатака. Но не ли е срамота како градоначалници вие да зборувате за тоа, наместо да понудите визија, да кандидати за градоначалници? Вие станувате градоначалник. Победува од друга опција. Да. Ова ве прашувам апропо онаа теза дека подобро да биде градоначалник од владеачката партија на централно ниво, отколку да биде некој друг кој што може да заврши како Данела. Истото може да му се случи и на Тројановски. Победува во аеродром, Советот не го контролира. Видете, апсолутно не се служам со таа теза, затоа што еве ќе го земете центар, веќе 2 години е под централна власт, па функционира. Нема исто Така, да функционира. доминантна. Зашто? Прво треба да се направи апсолутно разговор со сите чинители во Советот. На крај крајава па зар мислите дека град Скопје ќе го исчисти ѓубрето до кисела вода и нема да дојде во аеродром да го чисти? Ја мислам дека нема човек тоа што би го направил. Ама ја друга беше поентата. Сите слики сега што ги има по Facebook, како сите градоначалници сликаат, како чистат, како прават, тоа е опис и попис на работно место, бе луѓе. На секој на се тоа е исто која да излезам од операција да се сликам дека сум оперирал вештачки колк. Или дека сум направил преглед во амбуланта. И тоа да го ставам на Тоа ви е Facebook. работа. Така, тоа ни нас работа, срамота е да се сликаме дека го собираме ѓубрето. Тоа е срамота. Сега да, може би треба да има поголема ажурност и све. Ајде да видиме како ќе бидат работиве после вториот круг, да видиме дали тоа што го збореа дека еве сега ќе го исчистиме градот. Па чекайте луѓе што ги спречуваше до сега да се заангажираат повеќе да го исчистат. Требаше да не се деси оваа еколошка катастрофа, па сега да последиците се големи. Ние веќе да го исчистиме, еве ќе го исчистат градот. Ама последиците кој ќе ги трпи? Никогаш не гледаме дали го сежно гледаме од денес утре. Ден за ден, да. Сега не се прави така држава, реално. Како доктор, ова треба да ви е полесно. Вие кои одите на терен, доктор секој прифаќа. Што ја прашуваат на терен сега кога одите жителите на аеродром? За здравје, за колкови, за колена, за нешто друго или Граѓаните ги интересира она што се случува во општината? Каква е комуникацијата со вас? Јас сум бил секојаш отворен за комуникација, така да граѓаните прашуваат све. Некои доаѓаат на средби со снимки, некои доаѓаат со резултати, снимки? да, апсолутно, така да јас секојаш сум излегол прислед на сите луѓе воопшто, затоа што се тоа сепак граѓани на таа општина. Има и луѓе што се интересираат за сметот, за ѓубрето, за зеленилото, за сообраќајниот хаос, за све. Ги интересира све затоа што они се најпогодени од тоа. Че не ве гледаат само како доктор, Не. прашуваат за да. Не, прашуваат за све буквално затоа што утре се викаат можеби ќе стане градоначалник, па ќе треба да води сметки за тоа. Ама ја и да станам градоначалник, ја ветувам дека ќе илезам во пресрет на сите пациенти што ме чекаат во смисла на тоа што на крај крајва зашто да немам еден ден да земам на клиника и да можам да ги испрегледам, да ве гледам, да давам придонес таму. Имате Мора да една бидам здравствена закован идеја само интересна. Го слушнав тоа, предлагате тоа, дали е изводливо, затоа што законски кои ви се ингеренциите. Предлагате возила кои што ќе ги организира општината за да може да ги земаат да. од Апсолутно тоа како изводливо. Зашто да не после изводливо? операција, после некој Видете вака преглед. сега. Наместо да плаќаат, не знам, Така, во десетина која илјади. смисла е изводливо, ние го немаме уште законот за парамедик служба, ама ќе го чекаме, ќе инсистираме да се донесе. Во други региони и во други држави постои Во други тоа. држави постои. Ќе инсистираме се донесе. До тогаш не мора тоа да бидат на крај медицински лица. Може да бидат лица од самата општина, да земеме шофери од самата општина и да земеме уште еден човек кој ќе помага да се транспортира тој пациент. Тоа не се животно загрозувачки пациенти. Тоа се пациенти со опериран колок, пациент со оперирана кила, хернија, било што, за да пациент што е терет на фамилијата да мора да го стави во кола, па да прашува како, зашто да не може ние да му возможиме на тие пациенти да не плаќаат по приватни установи да ги носат до дома, зашто да не може општината да излезе во тој пресред, да го земе да го однесе дали до старечки дом, дали да го врати дома, дали од дома да го однесе на преглед. Знаете колку луѓе има што едноставно се оставени ги чуваат сестри, ги чуваат луѓе, знаат кој тој терет. И сега и тој уште да го носи во болница. Па се не може да излеземе за постарите. Што го ветувате ќе го направите? Апсолутно ветувам дека ќе го направи. Знаете што ќе биде потрошок? Па немаме во државата возила за брза помош, вие треба да Вака, знаете ли што ќе биде трошокот за општината? Бензинот. Што ќе однесеме од едно 2 возила јаки, 2 возила. Уште сега сум го преговорил денес сум донација 2 возила. На која амбасада да се јавите?
2 возила за брза помош ќе ви даде донација. Мислам дека нема амбасада што нема да излезе во пресред кога се работи за пациенти. На крај тоа може да бидат транспортни возила во почеток, не мора да биде опремено возило за брза помош. Ме разбирате, зашто го зборам ова? Затоа што некако постарата популација која ова ќе им биде најпотребно, некако ја забораваме, ќе излажеме, да, ќе дадем 1000-2000 денари повеќе, па тие пари ќе ги дадат после само што ги донесе такси до болница, што ќе ги донесе брза помош приватна до болница, затоа што брзата помош не стига секогаш сегде. Разбирате, тоа ќе биде огромно олеснување за тие луѓе. И реално да, сакаме да дадам некој придонес за тие луѓе. Давале, стварале цел живот, зашто да не видат некој бенефит од општината. Ако ве прашаат, вие здравството не паре го средивте, сега сакате општината да ја средите. Кој е вашиот одговор? Видете, јас можам да зборам кога сум имал удел во средување на здравството, средување на ортопедија, и можам да кажам дека одлично функционираше. Ортопедија се изреновира максимум, и двата одели А и Б се изреновира со нови кревети, со нови санитарни чворови, со нови клими, нови телевизори, се изреновира ургентниот центар. Колку што можевме да стигнеме, затоа што 2 години од мојот 4-годишен мандат таму ја ковид. Ковидот беше, не можевме, не беше све насочено таму. Така да, ако гледаме од тој аспект, далеку од тоа дека не сме успеале да го средиме здравството, зборам во мојот домен, а понатака, факт е дека ова не е некоја работа што бара огромна организација. Овде ќе имате еден телефон во општината каде што ќе можат да се јават луѓе што стварно им треба да бидат пренесени до болница. Не зборам да се злоупотребува тоа. Да не беше Филипче ваш пријател, другар, ќе прифативте ли кандидат за градоначалник? Да, апсолутно ќе прифатив, затоа што повикот за градоначалник не стигна прво од председателот. Повикот за градоначалник стигна од општинската организација. Од оздола е... од општинска организација, и таа даде предлог до председателот. Да биде доктор Трајновски за кандидат за градоначалник. Јас знаев во што влегувам, примерно затоа што се ова најтешките моменти од постоењето на Социјалдемократскиот сојуз. Само пред години изгубивме катастрофално и знаев дека бранот не е наклонет на наша страна, дека ќе имам сериозни потешкотии, но сепак со сложна работа, с 4 месеци максимална поддршка и од централата и од општинската организација, успеавме да направиме еден резултат што е рамен победа за мене и за сите нас. Влеговме во втор круг. Да, резултатот е таков каков што е. Ама вториот круг не секогаш завршувал така како што мислат сите. Тогаш се најголемите изненадувања. Да. Друго прашање, да бевте кандидат на ВМРО ДПМН, ќе победевте убедливо првиот круг или? Не знам стварно, прво не се гледам во таа идеологија, реално, а хипотетички дали би победал не можам да одговорам, не знам. Може би, затоа што без омаловажување на кандидатите што ги извади ВМРО ДПМН и поготоа во општина Аеродром, факт е дека моменталната ситуација во целата држава е таква како што е. Се уште народот некако, иако ВМРО имаше драстичен пад на гласови, се уште народот не препознава опција во СДСМ и патама не лепи на другата страна. Така, не лепи од оваа страна, ама тоа е процес. Процес што мислам дека му треба време. Ова што не влезе во вториот круг треба да се смета или разликата што ја направи со вас? Видете сега, ако видите разликата... Во Скопје само Ѓоргиевски и Митевски не победи во првиот. Сега вака, да. Ама разликата е голема. Разликата е голема, ама кога ќе видите дека 2024 година парламентарните избори имале 24.000 гласови, само за една година успеала локалната власт да стопи цели 8.000 гласа во Аеродром, некој показател. Некој показател дека народот е разочаран, ама него се уште тие гласови, тие луѓе не препознале во нас дека треба да ги дадат, значи уште треба време, факт е тоа. Ама јас сум горд на мојот резултат, на нашиот, на општинската, на целата партија, затоа што докажавме дека и во најтешки моменти успеавме да влеземе во втор круг, што не е мал, 7.000, скоро 7.000 гласа. Значи, ние сме тука од претходните парламентарни избори. Другиот дел е паднат. Ние сме тука. И тука бевме околу 6.800, имавме и на парламентарните пред година дена, толку ги задржавме трендот и сега. Дали е тоа, ке реча тебе, има кандидат, окей, го погодија кандидатот, ама ја мислам дека сепак тоа е и напорна работа оваа година дена на нашата општинска организација, зашто и председателот беше некни и јавно се заблагодари за све што има направено општинската организација. Па и треба да ви се заблагодари, затоа што на советничките листи вие сте трета партија, Левица е пред вас, а за градоначалник
Така. Влеговте во тој круг. Во ред, јас сум се нафатил за нешто затоа што сум сметал дека сега е најлесно да му се сврти грб на Социјалдемократскиот сојуз. Така? Најлесно е сега да речеме, овие избори ќе бидат тешки, дај да свртиме, па ќе чекаме подобри времиња, ќе чекаме промена на раководство. Мислам дека таквите размислувања не доведоа до оваа ситуација. И од тој аспект и членството е најразочарано од луѓе кои биле присутни тука, а сега ги нема. Кога е најтешко. Ме разбирате? Еве ние години и пол одиме избориме со членството, со сите. Реално, тие се најголемите замерки. Да, тоа е процес, ја мислам дека треба време. Ке се врати Социјалдемократскиот сојуз таму каде што му е местото. Ја можам тоа да го А имаат избор, одат во Знам. Како помина Знам? Има, таму и Знам не помина нешто убаво во аеродром. Освои околу еден советник влезе кај нив. Освои околу 1000 гласа. Значи они имаат драстичен пат и како што поминува време, мислам дека ќе паѓаат поише затоа што народот ќе види и ќе увиди дека реално тоа не е правиот коректор на оваа власт, далеко од коректор на оваа власт. Аеродром како е со здравјето? Како стои? Нема индустрија, нема загадувачки капацитети, а меѓу најзагадените општини. Аеродром, Вие сте на ветрометија некој од аеродром соседите. трпи од соседите. Ама Вардариште не е ваше, ама Вардариште е наше, ние трпиме од Вардариште. Тука е Јусија, тука се сите околу нас. Не се кај вас, така, да, ама околу вас. околу се, така да трпиме многу. Факт е дека треба примерно и ја тоа го имав во програмата дека кога ќе дојде еве зимно време, знаеме дека со самото горење на ќумбиња и на други материи, знаеме дека и ПМ частичките се зголемуваат и тоа е најголемиот проблем реално. Знаете, ја реков и претходно дека ќе ги вратам, тоа Скопје имаше едно време субвенции за кримоветори и јас ќе во аеродром како градоначалник ќе инсистирам да се зголемат субвенциите, за прв пат да се даваат субвенции за климауреди, за да тие луѓе ги пробат постепено да ги менуваат грените тела, затоа што реално мислам дека и од таму има голем, видете, загадувачи се индустријата, автомобилите и домаќинствата. Тие три стапки. Значи ние мора да трнеме од негде, не може ги затвараме фабрики, бе. Да, може да им пуштим, може да контроли да се прават редовни на фабриките, да видат загадувања, да се видат филтри, милтри, тоа си има институции за тоа. Ама кога се работи ке домаќинства, да тука е малце специфично. Затоа треба да им дадеме опција на луѓето да бираат дали со ова или некој друг начин, пошто тоа што го ветуваат. Нема, треба и со другите општини да се борите, тоа Митевски го праша, Видете. затоа што тоа е како со кучињата скитници, од една општина ги носат во друга и еве твоја гајле е тоа. Тоа е голем проблем. Голем проблем е тоа. Да, таа стерилизација масовно мора да се спроведе. Ама се губи контрола. Знаете, од други градови ги носат во Скопје куќината. И тоа има. Не е само од општина општина. Правам паралела со загадувањето исто. Не е во вашата општина, ма кај вас доаѓа. Ама треба да се делува заеднички. Ружина, ветрови, не знам Така, како се вика. ама делувајте заеднички. Дај ги правиме притисок таму под која ингеренција Вардариште, под која ингеренција Дрисла. Тоа е под ингеренција на град Скопје. Ајде, ќе правиме притисок таму. Да се видите, тоа се круцијални работи што мора да се решат, ама ке нас него градоначалниците бегаат од решавање на тие проблеми затоа што популистички полесно им е да решат 3-4 улици него да се борат со загадувањето. Така ќе станат поуспешни градоначалници. Тоа е помислата, што ја не се слагам, ама Да ви прашам вака, за вие, еве, на еден начин го обеливте образот на СРСМ. Ја спасивте честа. Влеговте единствено во Скопје во вториот круг. Меѓутоа, од друга страна, пак голема е разликата меѓу вас и Митевски. Зошто го прашувам? Затоа што аеродром претходно, впечатокот општ беше, значи без разлика на партиска припадност, дали е ВМРО, дали ДУИ, дали СРСМ, дека имале некадарни или недоволно кадарни градоначалници во изминатите 4 години, почнувајќи од Мацунски и Митевски, кој што е кратко време. Значи, очекуваа луѓето можеби многу повеќе да постигнете. по број на гласови Да. очекуваа луѓето да можеби, ама состојбата е таа. Јас имам Номинатив печаток тој беше дека аеродром И јас искрено мислев, ама се виде таа прво имаше многу помала излезеност него на претходните избори. Тука се стопи таа и кај нас и кај ВМРО, така да и кај другите партии. Така да тука беше првата причина зашто немаше толку голем број на гласови. Поголем фонд на гласови. А второ, таа една општа летаргија на населението од гласање, од избори. И мислам дека тука тоа беше клучно. Да, јас колку можев, јас сум во мојата средина,
етаблиран и познат на начин на тоа што стварно сум бил секогаш за сите граѓани. Поготово аеродромци од мене добивале секогаш поддршка за било што треба, дали е тоа клиника, дали е за било што. И тоа аеродромци го познаа и дадаа поддршка. Да, воред дадоа и за советничката листа, дадоа за мене некој поголем таму дел, не е тоа спорно, ама пак сакам да кажам дека мислам дека со оваа кампања го извадивме максимумот реално. Да, зашто не излегле толку и толку? Нас пак не казнуваат нашите гласови, нашите гласачи. Голем дел од нашите гласачи не излегува овој пат. Што беше пресудно на изборите локални, низ призмата на аеродром? Макар што и вие не се баш типичен пример, сепак мислам дека личноста влијаеше тука. Според вас, личноста или партијата има пресудно влијание? Дали имаме помак? Видете, за локални избори секогаш личноста предничи, Треба да предничи. ама партијата дава ветер у грб. Партиското Затоа ве членство. прашав, да беше Трианонски кандидат на ВМРО-ДПН, дали ќе победеше во првиот круг? Може би. Тоа никој не може да го каже. Може би. Ама сакам да кажам, партијата... Како реагираат граѓаните? Како или Видете, на крајот на денот? Ја пак ќе кажам, се уште граѓаните се љути на Социјалдемократскиот сојуз. Ама зошто на вас да бидат? Јас не бегам дека сум дел од извршниот комитет на Социјалдемократскиот сојуз. Член во највисокото тело на Социјалдемократскиот сојуз. Ја ни во еден момент за мојата кампања не избегав од тоа. А можевте да правите независен Можев да како правам центар, независен со посебни кандидат. слогани. Јас не се гледам така. Јас никогаш не сум се ни гледал така. Не, видете, има луѓе што партијата им дала многу. Да, наместо се бориме Така. за нашиот дом, да биде се бориме за аеродром или друг некој слоган. Можеше ја да пробам да, ама не сакав едноставно, затоа што прво јас сум веќе неколку години врзан со СДСМ и второ сега сум дел од извршниот и сега да како дел од извршен комитет ја да правам друга кампања во аеродром, мислам дека е малце некоректно и према партијата, а и према членството што ме гласало. Замислите се, ја сум изгледал сам, може би ќе освои 1000 гласа, така? А кај се другите? Кај е доделената вредност од Социјалдемократскиот сојуз? Тоа никој не го кажува. Сите збориме ние го обеливме, лицето дадовте додадена вредност на Социјалдемократскиот сојуз, ама секогаш забораваме што Социјалдемократскиот направил за вас, така? Да, тоа што рековте добиле многу нешто од, ама после забораваат. За жал е така. И затоа е голем дел од членството за разочарано, ама ја мислам дека полека голем дел од другите партии ќе почне да препознаваат, а мислам дека ни треба време. За све треба време, Столе. Во вториот круг или пред вториот круг баравте поддршка од другите политички субјекти кои што имаат контингент резервар на гласови, на пример се сретнавте ли со Левица? Како ќе реагира Не. Левица? Затоа што можеби ќе ја поврзуваат со град Скопје пак. Па можеби искуство за успех ќе ја поврза со Карпаш. Ја официјално како лично јас и официјално како партиски став немало до сега контакт официјален. Ама вие со Маријан Димитриев сте се сретнале? Не, со Маријан Димитриев не сум се сретнал лично. Сум се сретнал неофицијално со дел од другите кандидати. Ама тоа е све на база на неофицијално. Да, ќе имате поддршка, ние го препознаваме тоа опозиционо движење во аеродром. Ја мислам дека тоа ќе го препознае и Левица. Прво затоа што сите се бориме, сите што сме гласале за еден концепт, сме гласале против локалната власт во аеродром. Не било тоа гласање само за лично за нас, туку било затоа што на народот не им се допаѓа локалната власт, на тие што гласале зборам. И тие што не излегна гласање, верувам дека на нив не им се допаѓа, ама ги фатило летарија. Затоа тој аспект не сме. Ја не сум зборил официјално. Ама ја да рачунам на гласачите што гласале спротивно од владачката локална власт. Така да ја рачунам дека дел од тие гласови ќе се прелеат на оваа страна, како што и дел од овие гласови што се за Скопје ќе се прелеат на таа страна. Така да мислам дека е тоа едно нормално размислување у состојба кога веќе има. Размислувате дека е добро да се сликате заедно, да излезете со Амар Месиновиќ или со Стефче, например. Или уште За тоа ќе имаме наскоро официјален став. Мислам вчера председателот спомна дека тоа уште во среда
ќе го донесеме како став, дали официјално ќе се поддржи некој од политичките чинители, така да ајде да се стрпиме уште ден два, па ќе може да знаеме официјално какви се ставовите. Сега за сега се све од неофицијални кажи го видувања, ама сепак јас и во неколку наврати повторив дека нас ни треба поддршка. Нас ни треба масовност, сега да се излезе на гласање. И Да, барате поддршка, ама треба и ја барам официјално на сите телевизии сум ја побарал поддршката. Како што ја бара и Амар Мациновиќ, да речеме, како што ја барат и Јорце и сите други. Ја барам поддршката од тие што биле против таа локална власт. А како ќе биде како граѓани, не сакате како официјално немам став за да имам официјално став како партија ќе го пренесам, не е спорно. Ама тоа во среда мислам дека и председателот ќе го соопшти. Кој е вашиот коментар на резултатите од првиот круг? Сите се победници. Политичарите се интересни, не се екзактни работите како кај лекарите, како кај здравството, кај хирургијата. Не паѓаат на грапони. Сите се победници, а сите се поразени. Победник е ВМРО, по бројно освоени градоначалници и членови на советници. Победници сте и вие ако сметате колку сте помалку изгубиле од, знам, од Левица. Ама па Левица ќе ви рече и ние сме победници затоа што влеговме во втор круг наместо СДСМ, втора партија во Скопје станавме. Влен има помалку гласови од Дуја, ама повеќе градоначалнички места. Многу е интересно да се кој е вашиот коментар и став? Сензитивна е темата затоа што успехот се препокрива со градоначалниците. Разбирате, некако владачката партија нели освои повеќе градоначалнички места и го преклопи својот неуспех со губење на горо 140 гласови, дека има намалување во гласовите, значи има незадоволство, ама го преклопи тоа со, ама како и да е, ние освоивме повеќе градоначалници. Лично за Социјалдемократскиот сојуз можам да кажам дека освоивме веќе 3 градоначалници, па сега сме во игра и за вториот круг. Значи можеме и да освоиме уште некој градоначалник и да имаме подобар резултат него што имал во 2017 година кога беа со 3 градоначалници, ако се сеќавате. Или вие 2013, да. Така да ја мислам дека партијата најде некоја стабилизирање. Не тргна напред, ама по тој тежок пораз многу беше тешко за година дена се трне напред. Го закочи падот. Така е, го закочи падот и мислам дека од сега натака ќе председателот најави некои кадровски промени. Да, најави чистка, најави поветрување, дали вие се гледате како председател, заменик председател? Јас не се гледам затоа што ми е битно да го завршам вториот круг, па после тоа ќе седнеме и како родство и како извршен ќе се погледнеме сите во очи и ќе видиме како ќе тераме понатака. Ама сепак мислам дека има простор за подобрување, секогаш има простор за подобрување. Така да ќе има многу појасна слика. Вие мислите дека Филипче не треба да си замине, треба да остане, да продолжи треба околу него луѓе да се сменат. Видете, по еден таков катастрофален пораз што ни се случи пред година и пол, зар мислите дека некој има супер моќи да успее да ја врати за една година партијата во колосек? Тие што се согласуваат со вашиот став ќе се потсетат во каква ситуација беше ВМРО. Така. Значи, и сега ние да бараме одма оставка на председателот е по мене нереално затоа што ние година и пол водиме борба во нашите општински организации. Разговараме со сите членови и кои се љути, кои се од оваа страна, кои се од онаа страна. Сакам да кажам, се консолидира партијата. Факт е дека треба да му се даде време и на председателот. Ако ние бараме промена за година дена, тогаш кој да дојде нареден, со прв нареден неуспех, одма ќе треба да го смениме. Кој е процес? Процес што ја мислам ќе трае најмалку 4, 5, 6, 8 години. Натака. Да ја прашам за во аеродром. Структура ме интересира. Кој е пресуден? Која населба е пресудна? Кои гласови се пресудни таму? Лисиче, аеродром не важи за средина која што има селски подрачја. Што покажува анализата? Видете, анализите ги правевме. Ние изгубивме доста гласови, тоест против кандидатот доби победи со поголема разлика во населба Лисиче, во Долно Лисиче. Што треба вие направите? Таму прочетавте или не одите воопшто? Не, апсолутно сме одели, јас имам таму и голем број на пациенти. Ве прифаќаат, или викаат? Видете, не, има некој што не сака да разговара.
Има некој што ќе ве прифати добро и ќе разговара за луѓето имаат и таму голем број на проблеми. Од каде е таа толкава масовно за гласање на ВМРО да помене, а ВМРО да помене таму во тој дел апсолутно не направил ништо? На гласачките личиња таму беше пута 10. таму беше голема разлика, да речеме 7:1. Во населба во Долно Лисче 7:1 беше на неколку избирачки места. Ние левица по 100 гласа, ВМРО 700-800 гласа. Сакам да кажам, може би лидерски таму се фокусира да биде 7 пати подобро колку. Тоа е фрапантна разлика. А докога дојдете до овој урбаниот дел, тука е горе-доле пата-пата. Во урбаниот дел. Во урбаниот дел, ма видете сега, ние многу други фактори треба да видиме, не е само кандидатите, двајца. Сега, знаете каква е целата ситуација? Збориме за години и пол после изгубени катастрофални Може би избори. и СДСМ кога биле на власт не посветиле доволно внимание на Лисиче сега. Ако Видете, генерално сите аспекти генерално збориме сите. Таму имаме сме нуделе проекти. Ама еве и ВМРО нудел проекти во претходната 4 години претходните, па нема ништо направено за Лисиче. Ме разбирате? Сепак гласаат. А сепак гласаат. Ја не викам тој народ ако веќе трне па нека не казни сите. И нас и Лисиче. И нас и ВМРО. Ако Нека не не им е каде убаво, вика да. ако не ви разбирате, ја и фокусот на мојата програма сега баш ја стави во Лисиче затоа што мислам дека тој дел треба да се урбанизира таму. Овој дел треба да се одржува само. Ама испак е дека од политички аспекти од рейтинг залудно е било тоа. Ја не го гледам тоа така, затоа што тие луѓе таму, еви тие 100 гласачи што сме ги добиле во Долно Лисиче, тие 100 гласачи значи нешто гледаат во вас. Па зашто не сакам да ги делам тие гледа. Ја ако дојдам утре градоначалник, како и да не тепале 7-8-1 таму да не добиле со гласови, не е спорно, ние пак мора да разбориме за тие луѓе. Тие се исто внимание, и да. тие се луѓе живеат таму, што ако гласале за ВМРО или гласале за СДС. Така? Ние од тоа гласање ВМРО, тоа гласање СДС, од тоа дереджени дојде и град Скопје вака и цела држава, кој што е. Аеродром е спална соба, така важи. Да. На Скопје, на главниот град. Како спална соба, што му треба? Повеќе тишина, му треба мир, добри станови, згради и комуникација до работните места. Или му треба плюс нешто? Базен, градинки? На аеродром примарно, ја тоа го реков и во неколку контактни емисии до сега, му треба паркиралишта. Луѓето немаат паркинзи. Немаат колите каде да паркираат. Му требаат градинки. Очено му требаат Кој го градинки. права? Градски паркинг деломно или Не, мешано? мешано е. Мешано, ама како да кажам, ја во неколку навреди кажав дека имам замислено на локации каде што може да се подигне катна гаража, се подигне катна гаража. И поготово тој стар аеродром. Таму е, не знаете колку згради се таму направени. Се во ред. Ако веќе сме ветиле, па дај тоа ќе насочиме таму за тие луѓе сме ветиле катни гаражи. Во Мичурин исто фали катна гаража. За да го реши делумно, за тоа зборам јас. Не се само ќе речете, па тие коли што се паркирани по тротоари, тие се паркираат таму затоа што луѓето нема каде се паркираат. Така, тоа е проблемот. Се од тука почнува цел сообраќајен хаос. Коли апсолутно се изградија многу згради во аеродром. Имаше период кога се дадоа над 100 одобренија за градба. И тоа све таа ни е, кажи го, циркулаторна мрежа за тоа не може све да издржи. Како сега ние за тоа викавме дај ќе го направиме велопатики, ќе зголиме давање субвенции за велосипеди, да го растеретиме, да го натераме народот да вози повеќе велосипед. Рамно е, може да се. Така? Тоа, да. Сега. Од тој тип ја го зборам. Иначе, да, и градинки фалат, очено фалат градинки. Имате над 700 деца кои чекаат на листа за упис во градинка. Па нели се градат сега Митевски велеше. Па не видов ја дека се градат. Видите 4 години мандат има. 4 години мандат. Кај градинка? Не видов ја ни на градинка изградена. А има листи на чекање? Отворија градинка што беше од наше време. Со наши средства направена. Претходно. Мислам наши, тоа се средства на граѓаните. Еве, пошто ми критикуваат тоа наши ваши, ама ме критикуваат затоа што ми викаат еве владата на социјалдемократскиот сојуз не дала средства за ова, не е точно. Од тој аспект. Градинките ги споменавте, општинска зграда. Сега да мислите на општинска зграда која многу други работи не се решени. Не Ама знаете зашто мислиме на политички податлив. Зашто мислиме на општинска зграда? Затоа што на годишно ниво плаќа општината околу 120 до 150 илјади евра кирија
Ама сега ја користите логиката на ВМРО ДПМН кога го правеше Скопје 2014. Ние правиме споменици, ама изгради за да не плаќаме кири на... Ама мислам дека не е исто споменик со општинска зграда. Не зборувам за зградите институционални. За институционалните, добро, во ред. Ако е тоа логиката, се прифаќа. На крај крајава, ако веќе зимате кредит, па боле подобро земете кредит за општинска зграда, а тие пари што ќе ги давате за кирија, дајте ги за кредитот, таа општинска зграда ќе остане. А ќе има внатре мултимедијален центар, ќе има внатре соба за венчавки, аеродром, фали све тоа. Ме разбирате? Плюс ќе имате доле деловни простори кои може општината и да рентабилно да ги користи. И имате ли буџет за тоа? Затоа што според тоа што го кажа вашиот против кандидат, некаде оперативен буџет ви е околу 3-4 милиони евра, мислам дека околу 3 милиони. Да, околу. А тоа ветувате нешто што немате, не е потентен буџетот. Зашто го зборам ова? Ние ако сме направиле пред 4 години градинка целосно од буџетски средства, целосно. Од локалната самоуправа или локална. Мислев од централната. Тогаш зашто да не може и сега да направиме? Чекајте, тогаш ако збориме така, се зема проекти за унгарскиот кредит, така. И тука тогаш зашто не ги насочивме тие средства од унгарскиот кредит за реално што ни треба? Реално што утре ќе донесе некој бенефит, ме разбирате? Јас мислам дека вие и да подигнете кредит за општинска зграда, тој кредит ќе го вратите плюс од таа зграда ќе се менаџира и самата општина. Самата општинска зграда ќе се менаџира. Во тој, ја не зборам кредит да се подигне за плоштаче. Ме разбирате? Исто тоа е и со го имавме програмата и еден затворен пазар, кој може би да биде јавно-приватно партнерство. Затоа што видите на што изгледаат пазарите. Така, збориме за општина што е со 100.000 жители скоро. Има 70.000 гласачи. Како изгледа аеродром после 4 години градоначалникување на Трајановски? Која е визијата? Што треба да... По мене, прво сакам да го вратам духот на аеродром, да биде едно урбано катче за живење, пошто изгубивме духот, буквално го изгуби духот аеродром. Аеродром беше познат како еден урбан дел, убав, среден, чист, зелен, безбеден за сите граѓани. Ја можам само да ветам дека ја максимално ќе се заложам све што е во мојата програма да остварам. И тоа можам јавно да го кажам и тука ќе го кажам. Дека реков, дека доколку во рок од една година не почнам изградба на градинка, општинска зграда, и да ги почнам субвенциите за клима уреди, зашто знаеме дека сега доаѓаат зимските услови, јас после една година ќе си дадам оставка. И тоа можам јавно да го кажам пред сите граѓани. Ако не го направите? Ако не го направам тоа. Во рок од година дена да ги почнам тие проекти. Ке направите трошок, ќе треба пак избори да се организираат. Да. Нека дојде друг. Поинако сте од другите затоа што генерално сите велат тоа ни се ингеренциите, треба да се променат законите и така натаму и така натаму. Вие велите без разлика на ингеренциите, градоначалникот треба да покаже нешто повеќе, да плаче, да моли, да инсистира. Како ќе го направите тоа ако политичката атмосфера е таква каква што е, страшна поделеност, ако не си од таа партија, нема да имаш поддршка. Вака, има финансиски средства што владата мора да ги даде на општините. Така? Дали се тоа за плати за школи, за градинки. Рака. Имаме унгарски кредит кој е моментално земен, кој апсолутно не би го прекинал доколку се тоа стварно проекти кои се за граѓаните. Второ, зашто го зборам ова, дека треба да правиме притисок. Јавен повеќе да плачете, да е така, да правите притисок и пред сите институции од кои зависите. Зашто го зборам ова? Кога ќе речете дека еве не се чисти ѓубрето. Па сега сме растрчани, недела дена, 2 недели пред ова. Па јас се кладам дека познавајќи го еве Митко Јанчев како градоначалник Кавадарци, да му се јавише нашиот градоначалник на општина Аеродром уште пред 6 месеци, он ќе му безбедеше ако ние ќе му донираше за чистење, познавајќи го. Така? Значи некој спиел пред 6 месеци зашто тоа не го интересирало, ме разбирате? Тоа е разликата. Значи ако сте градоначалник, си ге, овде немам пари за ова, па растрче себе околу тебе малце. Излези помба, дај, земи донации, побарај ова, побарај она, не седи на едно место само. Поента беше дека треба и ќе ВМРО ДПМН да бакнете рака како централна власт. Видете, ја немам проблем и го исуета да бакнам рака кај ВМРО ДПМН ако се работи за граѓаните. Ја мислам дека и ВМРО ДПМН нема да ми рече не може ова сега да го спроведеш во аеродром затоа што се работи за граѓаните. Затоа што ние треба да се погледнеме во очи.
Треба да излеземе заедно пред граѓаните, им речеме, видете, овие советници ме блокираат. Они не гласаат проекти за вас. Ако го предочите тоа јавно пред граѓаните, мислите дека тие луѓе што не гласале ќе им остане, ќе им биде свеедно? Мислам дека не. Нема да слушаат слепо само партиски директиви. Така ќе постапите, станете градоначалник, советот не е на ваша страна. Зборувам според бројот на советници. Може да се повтори Александар Трајански да биде машката Данела, например. Не би рекол, затоа што Во аеродром. затоа што ќе пробам да разговарам со сите советници. Примерот од центар. Така, знам, да. Ќе пробам да разговарам со сите советници да предочам што губи општината, што добива општината. Ќе пробам конечно тоа партиско зло да го тргнам на страна, затоа што се работи за ова. Доколку не успеам ни така, тоа ќе преземам радикални мерки. Радикални мерки. Ќе ги вадам сите по име и презиме кои не гласа за дадени проекти. Аха, јавно да ги... Па нека ги осудат граѓаните. Нека кажат да, еве да видиме кој не сега да изгласа мерки. Па кој нема да изгласа мерки за субвенции за клима уреди, кога знаеме дека има ПМ честитки толку. Има некој од ВМРО или од Левица или од знам што нема да изгласа мерки. Еве да рече не гласаме. Нека се отруеме. Мислам дека нема. Зошто Дејан Митевски, вашиот противкандидат, не треба да биде градоначалник на аеродром, вие треба да бидете? Не ја носам програмата на ВМРО пред 4 години. Аха, со мене. Аха. Така да мислам дека е доста да разгледате програмата и да видите што е ветено и тоа е јасен показател зашто Дејан Митевски не треба да биде Ама градоначалник. тоа треба Муцунски да го... Не, апсолутно, министерот за видете. надвореште. Муцунски и Дејан Митевски го поделија мандатот. Година и пол е, 2,5 години е Муцунски. Така да одговорностите се апсолутно исти. Така да тие што се ветувања на Димчо Муцунски, носител на советничка листа му беше Дејан Митевски. Значи програмата е спремена заедно. Така да одговорноста не може да се трне од било кој друг. Ако го прашате било кој кандидат од ВМРО, прво ќе каже Вардар, па после ќе каже МЗТ. Вие МЗТ го форсирате. Ја секогаш ќе кажам прво МЗТ, затоа што прв пат отидов на било каков спортски настан на кошарка МЗТ. МЗТ е кошарка, нема Во ред. фудбалски добро. Како фудбал, јас сум и вардарец цел живот и сум тренирал фудбал во Вардар, така да и Вардар ми е во срцето. Апсолутно тоа се двата мои клуба во Република Македонија што ми се во срце. Освен за МЗТ, за кого навивате? За Манчестер, за Ливерпул? За Интер. За Интер? Да. За Интер навивам уште кога играше Панчев во Интер. Од тогаш го засакав Интер, да. Иако не се прослави Панчев таму, ама таква беше ситуацијата. Ама од тогаш денеска за Интер навија? Ден денесум за Интер и не сум променил клуб. Фудбалови е Фудбалот и кошарката ми се пасија, хоби, така да тие се клубовите кои не сум ги променил и мислам ретко менјам нешто што стварно ми се свиѓа и што ми е до срце. Добро, има комбинација тука, плавото е МЗТ, црното е Вардар и така да. Лекарска фамилија, лекарско семејство и вашиот татко инаку потеклото ви од Делчево, така? Да. Татко ми потеклото од Делчево, да. Средно образование има во Штип завршено, а факултет во Скопје, медицински. Он беше началник долги години на физикална терапија во војна болница. Он беше тој што влијаеше пресудно да станете доктор, а не, например, видете, инженер или... Он прво, примерно, сакаше ме оттргне од медицината. Да ме оттргне? Затоа што знае колку е напорна, а не неблагодарна професија, морам да признам. Ама јас настојував, така да виде човекот дека ја настојувам да бидам доктор и со цело срце го прифати тоа и стварно ми помагаше реално, морам да признавам, во смисла на тоа да ми предочи што ме очекува. Што читате? Само стручна литература или нешто има време за белетристика? Стручна литература, да, во ред, а друго спортски вести во глобала, спортски сајтови, спортски новини, македонски спорт читав на времето многу. Сега не знам ли дали уопште постои. Ми беше кејф да земам македонски спорт и со кафе да читам. Белетристики буквално немам време кога да седнам и да читам. Амар го прашав, он вели дигитален марксизам. Тоа му е на него. Вие можеби дигитална медицина нешто има. Вештачка интелигенција, влијанието. Ние докторите малце сме насочени буквално 99% од нашето време на медицина, да?
И ја, да, читам во ортопедијата, многу читам, затоа што секојдневно излегуваат нови работи, нови трудови. Не може да ве замени вештачка интелигенција роботи. Не, мислам дека не. Ки прават операции. Може деловите да ги Знаете, вештачката печатат. интелигенција може да замени во типот на тоа ќе пуштите неколку кажи го клиничка слика, резултати да ви најде што е диагнозата. Ама мислам дека не е тоа така едноставно. За филм, за музика имате време, концерти. Имам време за филм, музика, да, посетувам концерти, сакам наши концерти, наши групи, па и знам и во соседните држави да отидам на концерти. Филмови Netflix, обично знам да гледам серии. Телевизија гледате? Гледам спорт околу главала. 99% од времето што го гледам на телевизија ми е спорт. Претежно од интернет се информирате. Не, имам дома Dreambox и на тоа си гледам, има таму арените ги има сите и таму си пратам кошарка, пратам фудбал. Тоа е за спорта. Вака информација од интернет пој. Да, апсолутно интернет. Цело па сега све ви е достапно лесно. Од интернет може да знаете било што. Немате театар таму. Ја мислев МКЦ кај вас, ама не е кај вас. Нема Тоа театар, култура, нема домна киносала, култура, нема ништо. домна култура, нема и тоа е трагедија за една општина како аеродром, ама и покрај тоа што нема, ја мислам дека општината требаше многу повеќе да се заложи, затоа што има огромни пољани, убави, да се направат отворени кина, летни Ветувате кина, тоа, ја го ветив тој програмата дека ќе правам секој петок и сабота летни кина каде што ќе се собираат млади, па ќе има штандови со пијалоци, ќе има штандови со храна, ама тоа ќе биде све така културно, нема да биде да се ждерат скаришта, маришта на сите страни да се загадуваат дополнително. Тоа ќе биде све културно и ќе можат тука луѓето да се дружат. Предвидував да направиме собир на танци, на фолклорни групи, на носи, тоа може све да се прави на отворено. По аеродром има пољани, има и детска улица, има она Тоше Прески огромна улица каде што може да правите настани. Разбирате? Не мора да узурпирате простор, сакам да кажам, со тврда градба за да го правите тоа. За крај само социјалдемократските идеја, рековте ве води, а еден тест да направиме. Заев или Црвенковски? Заев или Црвенковски? Видете, секој од нив двајца оставил печат во Социјалдемократскиот сојуз. Апсолутно. И Црвенковски од самото создавање на партијата и господинот Заев оставил впечаток огромен како државотворец реално и за државнички со доста државнички одлуки кои да ги оспорува. Така да сепак господинот Заев. Оти сега велат дека треба да направите отклон од Заев ако сакате да продолжите да растете. Видете, не може да направите отклон Да од некој што бил претходно председател, ја водел партијата, на крај крајава и срушил еден режим, така да мислам дека ја не би правил отклон од такви луѓе. А од другата страна, Мицкоски или Груевски? Тешко. Мислам дека Груевски многу повеќе ги имаше затегнато работите додека владееше. Па сега тоа е едно сасвим друго владење од ова сега, ама сепак мислам дека секој си има свој белек на владење. Не би ги раздвоил нив двајца апсолутно. Добро. За крај, кои се вашите идоли во здравство, во политика? Генерално, може и спорт да кажете. Во здравството идол е мојот татко. И тоа се ќе остане секогаш така, затоа што дошол од провинција, се снашол тука и реално е ден денес почитуван таму тоа што го работел секогаш. Бе почитуван од сите луѓе околу него, има голем број на пријатели и тоа не е за џабе. Во политиката идол лично пример, искрено, идол, може би сега не зборуваме за идолопоклонство, него пример некој што или не сте размислували? Не сум размислувал, искрено. Искрено не сум размислувал. Не мора да е од Македонија. Не сум размислувал, сум ги гледал многу говорите на Барак Обама, да речеме, и ми биле стварно фасцинантни говори и ми оставиле впечаток, така да за Трамп немате добро објаснение. Не, апсолутно. Сосема друга спротива. Друга е шоумен, а Барак Обама како политичар и како говорник одличен. Стадион, емисија за вашата вистина.